Официјалниот почеток на новата учебна година 2012-2013 овој пат според календарот падна на 3 септември, а училишните клупи во основните и средните училишта во земјава беа исполнети со ученици кои дел нестрпливо седнаа во нив, а дел, оние најмладите, првачињата, помалку збунети, отворија ново поглавје во својот живот, пресекна безгрижните детски денови, станувајќи ученичиња, првачиња. Приемот за првачињата, кој традиционално веќе неколку години се организира во двете основни училишта во градот, годинава беше организиран на 5 септември. Ние како медиум ги проследивме активностите по повод свечениот прием на првачињата, за кои информираше и колегата, со цел споделување со вас, како гледачи, на сите убави моменти кои секако дечињата ќе ги паметат, како мигови кои ќе останат траен спомен за нивното воведување во светот на образованието. Приемот на првачињата во основното општинско училиште Јоаким Крчовски беше организиран во новата училишна спортска сала, а присутните, дечиња и родители, ги поздравија директорот Драган Ристовски, како и градоначалникот на општината Арсенчо Алексовски. И добре ги дојдовте првачиња, родители, почитуван градоначалник, почитувани гости и наставници. Со големо задоволство и чест ве поздравувам од името на сите вработени во училиштето и од моје лично име. И ви посакувам среќен почеток на вашето образование. Посебна гордост чувствувам што вие сте ученици уште една нова генерација првачиња на нашето училиште. Сите ученици денес се весели, но сепак вие првачињата сте највесели, најрадосни и обидни. Знам, помалку сте страмежливи и плашливо ги стегате рачињата за рацете на родителите, но тоа ќе го надминете затоа што денес сте ученици првачиња. Драги првачиња, вие станувате дел од многу значајна организација, каде што јатници, наставници и професори работат на најголемото богатство на државата, а тоа богатство сте вие, вашето образование и воспитание. Представува посебна чест и задоволство што сум денес овде меѓу вас. Знам дека првите денови во училиште се паметат, првите денови се тие кои цел живот се паметат и јас ги паметам моите први денови кога сум почнал во училиште и мислам дека на вас треба да ви биде обрнато посебно внимание токму овие денови. Вие еден ден ќе застанете на нашите места, вие еден ден ќе бидете луѓе кои ќе го водите овој град. Впрочем, и ние сите сме излегли од овие училишни клуби и ние сите сме учени во овие училиште. Крио Паланка дава доста добри кадри, Крио Паланка дава кадри со кои се горде општината, со кои се горде републиката, а и кои се напредни и надвор од Македонија, така да и вие еден ден ќе бидете гордост како на вашите родители, така и на градот. Локалната самоуправа и годинава, како што нагласи градоначалникот, обезбеди скромни подароци за првачињата, во знак на топлиот прием во училиштето на индивидуите кои во иднина ќе ја унапредуваат општината и татковината. Директорот на основното општинско училиште Јоаким Крчовски информираше дека во учебната 2012-2013 година се запишани околу 100 првоодделенци, распоредени во 3 паралелки. А подетално за тоа ќе говориме во утрешното информативно издание на нашата програма, кога ќе проговориме и за сите планови во училиштето, како и за инфраструктурните промени кои следуваат во централната зграда. По повод приемот на првачињата, учениците од повисоките одделенија, 600 одделенци, заедно со одделенските наставници кои ја образовале генерацијата која заврши 5-то одделение, а сега ги превземаа новите првоодделенски паралелки, подготвија мала пригодна приредба за првачињата. Им покажаа што се научиле досега. Да рецитираат, да играат, пеат и музицираат во оној позабавниот дел од наставата, покрај примарното осознавање и учење на букви, бројки, сметање и останати животни вештини. Добре дојдовте во царството на букви и бројки, во царството на знаење. Добре дојдовте во кулата на другарувањето, светот на успесот. Впрочем, ние поминуваме да сме главиот период, од животот, периодот на детството. Sutre,
наредбата, учителите кои раководат со трите паралелки од прво одделение, им ги поделија на дечињата подароците од општината. А тие, задоволни и среќни, за момент заборавија на онаа трепетлива трема и возбуда од новата средина, која секако ќе биде нивен втор дом во текот на животот до образувањето, кое ќе придонесе да бидат индивидуалци, интелектуалци, да се надеваме.